Синоќ околу 20 часот и 30 минути службеници од полициската станица за граничен надзор Рогачево во атерот на тетовското село Јажинце во местноста Цигански гробишта забележале и привеле двајца албански државјани на возраст од 19 и 23 години. Тие нелегално влегле во нашата земја од територијата на Косово. Едниот од нив имал потребни документи, другиот не. Половина час по полноќ пак во близина на Бачило во атерот на селце Кеч приведен е уште еден 21 годишен албански државјанин од Кукс, кој непријавено престојувал на подрачјето. Албанските државјани задржани се во полициската станица Тетово и денеска се предадени за натамошна постапка во одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија. Тројцата ќе се соочат со законски предвидените санкции за нелегален влез и непријавен престој и ќе бидат депортирани во нивната матична земја. Ноќеска околу 1 часот при обид да биде легитимиран од службеници на полициската станица Гостивар, 34 годишник од Косово почнал да бега, но по кусо време е фатен. Утврдено е дека косовскиот државјанин бил со забранет влез во нашата земја до 2016 година. Се расветлува кога и како влегол и престојувал на подрачјето. Полицијата работи на расветлување на уште еден случај на пустошење на шумите. Службеници од полициската станица Гостивар вчера наутро околу 7 часот во атерот на селото Падалиште пронашле и одзеле 15 на метри кубни огревно дрво, кои незаконски биле пресечени и оставени на тоа место, најверојатно подоцна да бидат транспортирани. Пустошењето шуми представува кривично дело. Пронајдените дрва предадени се на шумската полиција, а посторителот се трага. Синоќ околу 21 часот и 30 минути на локалниот пат Тетово-Требош во близина на надвозникот патничко возило Land Rover со тетовски регистарски таблици што го управувал 41 годишен жител на Ларце загубило контрола и излетало од коловозот. Во несреќата телесни повреди здобиле сопатниците на возраст од 18 и 13 години, кои по укажаната лекарска помош во Тетовската клиничка болница пуштени се дома. Извршен е увид и се расветлуваат причините. Првично, излетувањето е резултат на неприлагодена брзина, додека вкупната материјална штета се проценува на 30.000 денари.